една огромна и убедлива победа против Брегалница. Може би ќе се сложите со мен дека ова е може би еден од вашиот најдобар надправок кој што го изигравте во ова тековна сезона и сега веќе сте во позиција да конкурирате за четвртото место. Како го вида надпреварите, како одигра, очекуваше ли може би да биде тежок кој надпревар? Уштип изгубиме, беме со хендикеп. Јас имав црвен картон и Бури Малиев беше повреден. Сега истиот состав со нас двајцата, резултатот се го кажува своето. Со нашето искуство, со нашиот придонес ние да дадеме многу за ФКС. Екипата расне од утакмица на утакмица. Играме се подобро и подобро. Красен е што играме тимски, што има дружба, нема љубомора, нема како да кажам, не знам, значи играме еден за друг едноставно, значи гинеме. Очекувавме дека ќе биде тежок надпревар во секој случај, али резултатот се го направи своето. Играме дисциплинирано, тренираме цела недела, спремаме се за Брегалница, знаеме кај е најслабата точка. Тоа го играме, нема да открием сега. Резултатот добро кажува 4-0. За жал, Брегалница не треба да биде вај резултат. Брегалница е екипа која што се бори за влез. Значи ние ги надиграеме секој сегмент. Штета, лошо ќе звучи за штипската публика, пошто сум од Штип, али морам да кажам, реалност Брегалница со нас мислам дека потврли, дека не подцени. Значи не сме ни еден противник да се подцени, посебно и лигата. И ваа лига е квалитетна, можеби некако првата затоа што нема странци, али е квалитетна лигата. И јас искрено имаше некое чувство дека ние денеска можеме да победиме, али не со ваков резултат. Секој сум оптимист. Сега за жал екипата ќе оставам на цедило, пошто имам 5 жолти картони. Наредно коло вторник против Борец нема да настапам, али ќе давам подршка од трибина и се надевам и таму на позитивен резултат. Играме добро, имаме циклуси, спремаме се утакмица по утакмица, немаме многу време за одмор, али што е тука е. Надевам се дека ќе истераме до крај добро да се надеме како прошлата сезона, дето нит плачковица, надевам се дека оваа сезона ќе биде хит ФКС. И сега веќе од следното коло се враќате, нели, од тој домашен надпревар, веќе ги играте во македонска каменица, ќе имате поголема поддршка. Ќе биде ли хендикеп ли беше тоа што игравте тука? Хендикеп. Ќе се вратам само малку со Кожув, чиста победа ни зема судиите. Значи тај гол е видела цела македонска јавност, можеби пошироко. Можеби гол, можеби не е гол и ние калкулираме, али треба да судите повеќе од 100% сигурност да покаже дека е гол. Судите ни земани 2 бода и за жал навивачите се прекрасни на Саса и они ни направија мал проблем отежнување, али враќаме се дома, во секој случај е позитивно дома и се играме со Ѓорче. Повикуваме публиката што сега за наредната сабота да дојде што е можно поголем број да ни даде подршка, пошто екипата оде добро, работиме добро, сите сме здрави, имаме еден мал хендикеп со Ќосевски повреден. Надевам се дека ќе се врате за Ѓорче и со него ќе добиеме уште на поголем квалитет и се надевам дека ќе бидеме се подобри и дај Боже да изненадаме и ние како детони да играме бараж за влез во прва лига. Само едно кратко прашање, на 4-0 резултатот нон-стоп кон играчите пред се, бидејќи вие сте невозрастниот играч во тимот, да. Како и како не носите таа капитенска лента, меѓутоа како вистински лидер во тимот, на сите играчи посочувавте дека треба да играат како да 0-0. Тоа е победнички менталитет. Денеска му е роден ден на Андреј Симевски и со добрата игра негола поколни си 2 гола даде Андреј. Значи Андреј даде 2 гола, днеска е мој роден и капитенска талента. Ние сме сите капитени во екипата. Не е Пеле капитен, Дарко Алексовски не е, ни Андреј Симевски капитен. Значи денеска е роден ден, ние се почитуваме ни со други. Договараме се за капитенска талента, нема проблем. Денеска беше Андреј затоа што беше роден ден. Наредната утакмица може да биде он, може да биде некој друг, нема никаков проблем. Такво, јас тоа е победнички менталитет. Тај мој победнички менталитет. Секој што одам до крај. Не смееме се опуштиме, во е фудбал. Јас верувам учу да може за 4 минути да паднат 2 гола и ќе се направиме проблем. Поздрав до гледачите и се гледам наредна прилика.